Добро вечер и добре дојдовте во 454-тото издание на филмскиот магазин на ТВ Телма Филмополис. Оваа недела вообичаено го покриваме она што од 14 до 20 се случуваше на 34-тото издание на Интернационалниот фестивал на филмска камера Браќа Манаки во Битола. Ако минатиот пат се посветивме на отворањето, а исто така и на премиерата на новиот македонски филм Соба со пијано на Игор Иванов Изи, овој пат ви нудиме неколку прилози за кои се надеваме дека беа едни од поинтересните од понудата на фестивалот. На почетокот ќе ја видиме промоцијата на дигитализираните копии на браќата Манаки, која ја представи кинотеката на Македонија низ еден долгогодишен проект кој конечно финишираше. Потоа Марија Џиџева, режисерката, по 7 години работа на Бркајќи ја среќата, документарен филм во кој 8 битолски ергени се во потрага по жени во Русија. Имаше една многу интересна и би рекол највозбудлива премиера во Битола, бидејќи се работи за битолска приказна и салата беше речиси исполната до последното место, луѓето реагираа онака како што чувствуваат дека треба да реагираат. И кон крајот на емисијата се осврнуваме на двете диви гостинки оваа година во Битола. Кинематограферката Ања Згодар, која последниот ден од фестивалот во петокот одржа мастер-клас во малата сцена во Домот на културата во Битола. Неколку часа после неа, најголемата звезда оваа година, Изабел Ипер. Се надевам дека понудените содржини ќе предизвикаат ваше внимание во следните 30 минути. Добре дојдовте во Филмополис 454. Речиси секоја година кинотеката на Македонија како единствен чувар и заштитник на македонската филмска продукција на фестивалот Браќа Манаки презентира дел од своите активности на разни начини. Годинава на фестивалот се случи најважната промоција согласно долгорочните цели на оваа институција, промоција на DVD изданието со дигитално реставрираниот опус на браќата Манаки. Овој проект на дигитализација и дигитална реставрација на творештвото на браќата Манаки е еден од нашите поставени програмски цели согласно програмата, согласно стратегијата за заштита на аудиовидуелното наследство и секако нашите заложби за следење на брзиот развој на дигиталните технологии и со сето тоа придонесува да се појавиме со уште еден завршен проект на дигитална реставрација. После првиот завршен проект на дигитална реставрација, кој што го започнавме пред 3 години, односно тоа е еден долгорочен проект, кој што кинотеката го работи благодарение на поддршката и огромното разбирање од страна на Министерството за култура. Првиот проект беше дигиталната реставрација на целокупниот филмски опус на нашиот реномиран режисер Столе Попов. Сега завршуваме со филмовите на браќа Манаки, потоа следуваат и други проекти и ќе продолжиме понатаму секако да бидеме во тек со новите технологии. Во текот на 2012 и 2013 година кинотеката на Македонија во Унгарската филмска лабораторија во Будимпешта го реализираше проектот за дигитализација и дигитална реставрација на целокупното филмско наследство на браќата Манаки. На крајот DVD-то, освен реставрираните филмови, содржи додатоци кои ја збогатуваат сликата за значењето на манакиевци, како архива со нивните фотографии, последното интервју на Милтон Манаки неколку месеци пред неговата смрт, омаш на браќата снимено од Димитрија Османли и секако 42 филма со превод на 8 европски јазици. Потоа има еден дел кој го додадовме, тоа ни помогнаа колегите од Унгарската филмска лабораторија. Кога го гледате филмот, ви делува можеби така, добро, старо, поправено, непоправено, што ја знам. Меѓутоа, кога ќе погледнете како е изворот, оригиналните материјали, и кога ќе видите што е финалниот резултат, мислам дека најдобро ќе секој што ќе го види тоа, најдобро ќе свати што всушност ние сме направиле, колкава мака, колкав труд, колкава, долго, да кажам, месеци работа во Унгарската филмска лабораторија и сите вика
современа технологија лесно ќе го поприжува, меѓутоа не е се така едноставно. Дигиталната технологија овозможува многу, но од друга страна ние архивистите секогаш при оваа дигитална реставрација најпрвин сме соочени со така нареченото морално прашање и си го поставуваме пред себе прашањето докаде и колку можеме и смееме да одиме во таа при таа реставрација, колку може да одиме во тоа поправање. Покрај пресконференцијата на која беше промовирано DVD изданието, истата фестивалска вечер следеше вистинско колаче. Имено, реставрираните снимки од DVD-то беа прикажани на големото платно во Битолскиот центар за култура, а проекцијата и сработеното беа совршено презентирани благодарение на новиот дигитален проектор, со кој од оваа година се крене и квалитетот на проекциите на филмовите на самиот фестивал, која слави работата токму на снимателите. За надополнување на задоволството, проекцијата на реставрираните филмови на браќата Манаки беше проследена со музика компонирана од Благој и Бојан Маротови, кои истата ја изведуваа во живо. Покрај соба со пијано, кој годинава го отвори фестивалот, македонските филмски бои достојно ги бранеше и новиот целовечерен документарен проект Барајќи ја среќата на режисерката Марија Џиџева. Иако документарната селекција на фестивалот се прикажуваше во малата сала, сепак македонската премиера на Барајќи ја среќата со право се случи во големата сала на Домот на културата во Битола, која во еден доцен термин, 30 минути по полноќ, беше исполнета речиси до последното место, бидејќи сепак се работи за локална битолска приказна. Целата моја екипа, мислам дека многу сме среќни. Кога го работевме со самиот процес и кога го завршивме филмот, мислам дека тоа е едно чувство што му го посакувам на секој автор што работи филм, да се работи за душа и да го направиш тоа што го сакаш, токму онака како што го сакаш. Ние сме среќни, исполнети и мислам дека таа наша енергија се осети во публиката пред филмот. Доста добра држава, доста убав град. Посебно се убави девојките, плави руси, што би се рекло во нашата народната, све што е лепо и Богу е драго. Токму така, битолската публика фантастично емотивно реагираше на приказната за 8-те битолски ергени кои во потрага по среќата тргнуваат на пат до Москва во Русија, со надеж дека ќе пронедат жена со која ќе го поминат остатокот од својот живот. Се работи, значи, за материјал во кој нема втор дубл снимање, значи, тоа е снимено, тоа е. Понатаму многу е тешко да се работи со натурчици, стварно. Треба да си скриен, дискретен, не сме да забележат камерата. Целиот филм е снимен, значи, на атмосферско светло, ништо не е користено дополнително од две причини. Значи, едната причина е тоа што ќе нарушевме приказната интимноста на луѓето, веќе немаше да види тоа исто. Вториот момент е сакавме да ја доловиме таа суровост на тој амбиент. Сакав овој филм да изгледа колку е можно по-сурово. Значи, ги имаме тие моменти, убави пейсажи, али ги имаме и тие мали камери кои практично во овој филм снимат и продуцентите, и Марија. Поделени се камери со различни формати. Така го концепиравме филмот, да не земаме исти камери, него различни формати и филмот да си добие на своја димензија. Кажи зошто ме остави, разплаче ме обична тага, дека
нека друга заборави, не си со мене ти. Моја чистачката ми кажува нешто. Моја се, како ќе се разбериме сега со русинки, бе, мене не е јасно. Се разбираме кој ќе се разбериме. Тешко памтам, просто заборавам. Барајќи ја среќата е документарен филм составен од 3 приказни, насловени Вера, надеж и љубов, каде што судбините на главните карактери се преплетуваат со нивната потрага по среќа. За да се сними еден ваков филм покрај финансиски средства кои секогаш недостасуваат, потребна е и голема упорност и пожртвуваност со страна на целата екипа. Мене интересен факт ми е кога го правев извештајот, нели, за филмот, тоа што имаме преку 40 снимачки дена, што е во принцип како да сме снимале игран филм, малтене, да. Точно така. И баш со Баже вчера разговаравме дека има над 80 сати снимен суров материјал, од кој што ние направивме 60, тоест Баже и Марија во монтажата направија 66 минутен филм, така да на вистина 7 години доста интензивна работа, не секојдневна, али да речеме во одредени периоди поинтензивно, понеинтензивно. Меѓутоа, постојано ни беше на рамена тоа дека треба да го сработиме као еден вид терет креативен кој што сакавме да го изнесеме пред публиката. Да ви кажам јас, без невеста назад во Македонија, знаете, не се враќам. Останувам во Русија. Со оглед на тоа што проектот се одвивал во текот на 7 долги години со снимен материјал во траење од 80 часови, восхитува умешноста на режисерката Џиџева сето тоа цело време да го контролира, бидејќи во меѓувреме приказната може да се упати во сосема друга насока во зависност од настаните во реалниот живот. И приказната кога почна се викаше Looking for a Bride. Сценарието беше напишано што се вика за една вечер, затоа што е чиста и јасна приказната и се работеше само за еден лик. Кога почнавме, тој беше фиктивен. Затоа што за да почнеш еден проект документарец, секако треба да има сценарио, тритмент, финансиска конструкција. Тоа кај нас е необично се уште во Македонија, меѓутоа за да отидеме на воркшопи и на питчинзи треба да има некое видување. Мислам, наше видување како тоа би изгледало. За една година најдовме лик и јас мислам дека ако го погледнете сценариото од почеток до крај многу цврсто се држевме до сценариото. Во суштина го следевме приказната со тоа што кога стигнавме веќе во реализација, што ни се случи нели свадба и брак и женска приказна, тој момент во монтажа што го имавме линеарно, што го водевме, не ни функционираше и кога решивме да го раскршиме филмот, значи да го раскршиме нашето првично сценарио не профункционира. Во суштина тоа, а ловевме се што можевме, меѓутоа многу строго по нашево сценарио. Треба да има некој патокас кога се работи документарец. Што го тргнавме за Русија, сите собрани со Божи благослов, да побараме среќа и што би се рекла родната на човек, на стапалката да му стапнеш, на среќата не може. Сепак, за да се сними ваков документарен филм во кој главните протагонисти, барајќи ја среќата со своите изјави, буквално се разголуваат пред камерите, треба да се има сосема искрен пристап, што го потврди еден од учесниците во проектот, битолската легенда Добре Николовски. Свадбата беше чисто едноставно, така се запознавме. Меѓутоа, една едноставност. Марија знае да им приоѓа на луѓето. Марија е многу вешта, но во исто време е емотивна. Многу кротка. Кротка и знае. По-битолски викаме многу кротка. Да. Така да немам некој проблем и се разбравме што сака, како сака. Вие знаете дека тоа го прави на вистина од човечки, викаме човечки од душа. Точно, предизвикот. И така да не молем проблеми ништо. Вие не си најдовте невеста. Не си најдовте невеста таму. Ќе си најдам, доправо. Добро. И вака сме. Добро, петушка.
Done. Done. Последниот фестивалски ден во Битола го одбележаа двете дами од француската кинематографија кои одржаа мастер-класови пред заинтересираната фестивалска публика. Првата од нив, скромната кинематограферка Ањес Годар, зборуваше за својата работа зад камерата и соработката со бројните европски режисери. Сепак средбата ја започна со приказната за светлината во Македонија, која ја восхитила додека била во посета на Охрид и привраќањето во Битола. The visit was really extraordinary because I discovered Macedonia, that's the first time, and also I could admire landscapes and architecture and history through landscapes and architecture. And on the way back, it was like a sunset and suddenly full moon, and it was quite mysterious. And I don't know, I felt it was in harmony with this festival because for me mystery is the main thing concerning cinematography and cinema. Tu dors pas? Non. Bon, prends-le. Во продолжение, Годар се осврна на своите почетоци, поврзани со великаните на француското снимателство, кинематограферите Саша Вирни и Анри Алекан. Во таа своја прва фаза на калење имала и среќа да работи како асистент на камера на Алекан во двата познати филма на Вим Вендерс, Состојба на нештата и Небото над Берлин. Како асистентка на камера, но под супервизија на кинематограферот Роби Милер, ја продолжила соработката со Вендерс во неговите други два филма, Парис, Тексас и Над облаците. Во полоснежната кариера, најплодна соработка Годар има воспоставена со режисерката Клер Дени, чии филмови неретко добиваа награди на светските фестивали. Generally, if you are very attentive, there is always one word chosen by the director in the script to indicate things. I remember once I was preparing a film with Claire Denis, and a film called Trouble Every Day. And at the beginning of the film, there was a description saying that we were in a garden in front of a house. It was fall, and a little detail was noticed. An apple was on the floor. The apple was like, how do you say that when it's past, you know it? Yeah. And I stopped at that word, and I took a paper and wrote every impression I had because of that. And finally, in 5 minutes, I had so many ideas that it was really great, much more rich somehow than rather than, you know, watching movies. And through all these notes, I found all technical choices. Lenses and camera, emulsions and everything. It gave me the center, like the, how do you say, the first little thing to start the film.
Зашто подобра презентација на својата работа како кинематограферка, Годар на мастеркласот во Битола прикаже и скоментира неколку инсерти од незиниот најнаградуван филм «Добра работа» од 1999 година, психодрама за двајца офицери од легијата на странците, во одлична визуелна атмосфера, со Дени Лаван и Грегоар Колин во главните роли, филм кој на Годар и ги донесе наградите Сезар, Хлотруди, како и она на њујоршките филмски критичари. Триесетминутната средба со фестивалската звезда Изабели Перпак предизвика поголем интерес кај фестивалската публика, која имаше можност да се сретне со една од најдобрите европски актерки на својата генерација. И Пер со својот настап покажа како треба да се однесува една наградувана актерка од француска провиниенција. Одговараше кратко и јасно, со доза на блага иронија, на моменти со игнорантски и шармантно арогантен став кон публиката, која сакаше да дознае нешто повеќе за незините филмски искуства, така што се на се и Пер ги изедначи филмските улоги со кои се прослави со сликата за собственото јавно или приватно јас, така потврдувајќи дека уметноста го имитира животот и обратно. Yes, since I've been here, since for the past 4 or 5 hours. Yes, I will film my clothes. Yes, it's beautiful, wonderful. I mean, I've never been to your country before. This is my first time. But just the road from Skopje to here, amazing. A few years ago, I had the pleasure and the privilege of accompanying you to the BAFTAs when you received the prize for La Dentelière. Just a few years ago, yes. What is the secret that has kept you looking the same as I remember you that night? But if I tell you, it won't be a secret anymore. So. Изабели Пер, родена на 16 март 1953 година во Париз, многу рано го обрти вниманието врз себе, станувајќи еден вид тинејџерска звезда. На почетокот работи во театар, првата награда за глума ја добива уште на конзерваториумот Версај. Подоцна го посетува и Националниот конзерваториум за драмски уметности во Париз, а своето филмско деби го има во 71 година во остварувањето Фаустин и убавото лето на режисерката Нина Компањес. Сето натаму е историја од која можеме да потенцираме дека најплодна соработка и Пер остварува со францускиот режисер Клод Шаброл, со кој сними 6 филмови кои донесоа и неколку награди. Еве ја причината за нивната плодна соработка. It just took me as I was. It should always be the case with any directors, but it's not so obvious. And I mean, imagine all these very, very different parts for me, and yet I never. Well, I guess with other directors I had this feeling as well, but I always felt very much just myself. And he was interested with me, you know, and that was a great feeling for an actor or an actress, that when the director just likes the way you are, you know, and that's it. And it's not, because some directors, you know, they like some part of you, but they don't like, you know, all of you. Désespéré, c'était ma Bovary. По дискусијата за низиното искуство на снимањето на забранетиот филм Селидби на Александар Петрович според романот на Милош Цањански и по одговорот за значењето на односот актер-кинематографер при снимање на еден филм, и Пер беше прашана зошто се одлучила да се занимава со оваа професија. Did I want? I hope so. I guess I did, yes. I mean,
I don't think it's something you. I mean, being an actress, it's such a. It's for me, it's more about not being able to be something else or to be somebody else than being able. So it's not a good start. It's a start, but it's not a good start. You know, it's more about, okay, I can't do this, I can't do that, I can't do this. So, in the end, I'll be an actress. You know, so I'm not sure that's what you want, but that's what you become. И кога нервите беа веќе при крај, средбата со Ипер требаше да заврши и тоа и се случи, за жал, само по 30 минути дружба. Останаа многу недоречени работи кои актерката можеби ги чува како сопствена тајна, а можеби и воопшто не допрла до истата. Останува само да победува. И вечерашниот Филмополис 454, посветен на 34-тото издание на браќа Манаки, го заокружуваме со затворањето на фестивалот и неговите лауреати. Позадолжителниот црвен килим, кој беше погламурозен од отворањето на фестивалот благодарение на присуството на Изабел Ипер, на сцената сценариото исто како и на отворањето, секако со различни добитници на наградите. Први меѓу лауреатите на сцената стапнаа добитничките на специјалната награда Златна камера 300 за особен придонес во светската филмска уметност, Ања Згодар и Изабел Ипер. Добър вечер. Thank you. I was given some awards in my life, but rarely with such warmth and kindness and love. So for that, I thank you very, very, very much. Пред соопштувањето на официјалните награди, на сцената беше прогласен победникот на сценаристичкото катче, водено од Елма Татарагич, на која своите идеи за филмска приказна ги развиваа 6 режисери. Наградата од 1000 евра ја доби македонскиот режисер Ѓорче Ставрески за сценарието насловено Крани. Фала пуно. Би сакал да ги поздравам колегите од Скрипт Корнерот, со кои што прекрасно си поминав, и нашиот ментор Елма. Фала. По секси танцот, време беше за годинашните награди во официјалните селекции. Жирито составено од Антонио Митрикевски, Шахла Нахит и Андроника Мартонова имаше задача од 5 филмови во програмата Нови визии, која 5 години е на програмата на фестивалот, да го избере најдобриот. Тричленото жири едногласно одлучи наградата да ја добие Златен кафес на режисерот Диего Квемада Диес, кој не беше во битола да ја прими наградата. Гледаме исечок од неговиот одличен филм. Otro cachito para... Ahí está. ¡Qué engasado! ¡Rápido, rápido! ¡Al suelo! ¡Agáchese, agáchese! Escoge, ¿quién se va? ¿Tú o él? И конечно, жирито начело со годинашниот лауреат, шпанскиот кинематографер Хозе Луис Алкаин, минус двајца, се појави на сцената за да ги соопшти наградите од официјалната селекција која броеше 12 филмови. Дејан Дуковски го објави добитникот на бронзената камера 300, тандемот полски кинематографери Кшиштоф Птак и Војчек Старон, за нивната работа во филмот Папуша.
Добитникот на Сребрената камера 300 го објави Елма Татарагич, директорката на Сараевскиот филмски фестивал. Се работи за старата фестивалска познаничка и добра пријателка и соработничка на сестрите Митевски, белгиската кинематограферка Виржини Сен-Мартен, која по втор пат ја добива втората по вредност награда, овој пат за филмот Танго Либре на режисерот Фредерик Фонтейн, кој го затвори фестивалот. Quiero aprender a bailar el tango. No bailo tango. ¿Cómo que no? Todos los argentinos bailan tango, ¿no? Todo menos yo. Tu vois ça? Alice est ma femme. C'est avec moi qu'elle s'est mariée. C'est ma femme, Alice. И во самото финале, лауреатот и филмот по кој највеќе ќе се памети ова издание на браќа Манаки, председателот на жирито, шпанецот Хозе Луис Алкаин, на сцената го повика земјакот Кико Деларика, за да му ја додели наградата Златна камера 300 за одлично завршената работа во црно-белото ремек дело насловено Снежана, снимено според мотивите од бајката на браќата Грим.